Точноста и одговорноста се одлика на големите луѓе. Одговорните луѓе вежбаат, внимаваат на себе и негуваат добри навики. Но за тоа денес нема да говорам јас. За тоа денес ќе говори мојот денешен гостин. И како што ви ветив, а јас се што ќе ветам исполнувам, денес нема многу да зборувам за вежбањето. Јас за тоа ќе говори мојот денешен гостин. А јас, како добар джентлмен и човек што негува добри навики, бев денес во сала и си извежбав. А дали тоа го направив добро, ќе каже мојот денешен гостин Жарко Батич. Жаре, ајде да те прашам прво како си. Одлично. Добар си? Ти како си? Баш ми супер малку уморно тренингот са вајле. Да. Добар бев на тренинг? Топ. Да. Ти како джентлмен знам дека си ги негуваш твоите навики за здравје. Меѓутоа, знам дека имаш школа за джентлмени. Да. И за таа цел, са вајле ти уснимив еден дел. Па ајде би предложил ако сакаш да го погледнеме. Супер, баш Може? да видиме. Да, ајде сите кои што сакаат да станат джентлмени, еве можат да видат основни работи во видеото на Жаре. Секој джентлмен и еден современ маж, пред да започне со работните обврски, препорачувам денот да го отвори со еден тренинг. За денеска имам спремено еден тренинг составен од 4 движења. Првото движење се нели наједноставното склекови. Склековите имаме малце погрешна перцепција на тоа како правилно се изведуваат, затоа сум тука јас денеска да ви покажам како да го направите тоа. Ќе ги расширите прстите најшироко што можете и многу битна работа е средниот прст да гледа напред. Као што ќе се наместите, лактите ги лепиме до телото и се исправаме горе. Од тука идеме агол од 90 степени и многу битна работа се исправат лактите. Да нема од оној тип на склекови, нели кога да се напумпаме, него битно ни е full range of motion да има. Значи, широки дланки, прсти гледаат напред, среден прст е напред, се исправаме горе идеме. Аголо 90, исправи лакти. Аголо 90, исправи лакти. Тоа е тоа. Кој не може да изведува склекови, или му е тешко, да сте живи и здрави, има и за тоа опција. Одиме на коленици и истата шема ја терам. Аголо 90 степени и исправаме лакти. Следното движење се чучњеви. Ова движење започнува со тоа што ги поставуваме стапалата во ширина на раменици. Прстите ни се благо нанадвор и иницираме со задникот назад, а со рацете нагоре. Движењето треба да биде длабоко, замислете си некоја паралела од коленото дека има да ја поминеме со задникот наназад. Значи тоа би требало да изгледа вака за поубаво да ме видите и кичмата обавезно да биде право. Да нема некое вакво искривување. Затоа на почеток битни ни се рацете да се горе, додека се научите правилно да чучите. Заборавете ги оние чучњеви четврт, пола. Тоа ќе го правите само во случај, исклучиво, ако имате некој ограничување со колената, бутните мускули и слично. Значи, само тогаш одиме до пола или до четвртина, доколку ви дозволува телото. Следното движење во тренингот се стомачите. Видејќи според мене, еден джентлмен не треба да има стомак. Седнувате на земја. За ова движење битна ни е прво поставеноста на нозете. Петите да бидат една према други, со тоа ги исклучуваме колковите. Легнуваме назад, со рацете, како да фрлате некоја топка, замислите си како аут фудбал да изведувате, да си помогнете и со раменици да ги поминеме колковите. Со ова го завршуваме движењето. За тие што ви е малку потешко и не сте у фазата да ги правите овој тип на стомачни, само ќе ги испружите нозете напред. Со ова дозволувате колковите да ви помогнат екстра на тоа стомакот што го прави и ќе ви биде полесно за изведување. Се што треба е исто како да фрламе топка, допрете ги прстите, се враќаме назад, ова ни е 2 и така натаму. Последното движење за денешниот тренинг се вика burpees. Многу едноставна вежба, легни стани. Тие што сте во вежбање во малце по-ин, ја знаете вежба, нема човек што ја сака, меѓутоа нема и покорисна вежба, бидејќи го опфаќа целото тело и воедно многу битно за денешниот тренинг да ни го крене малку пулсот и да не испоти. Burpees се изведува на следниот начин. Како жаба клекнуваме доле буквално, ги ставате рацете на земја први,
скокче назад со нозете и легнуваме со граите залепени на земја. За да станеме, не станувате како склек, тоа е грешка број 1 при изведување на брписот, туку ко змија, само се исправаме како со лактите тука, скокче и горе. Легни, стани, 2 и така натаму. Сега, за да бидеш прав джентлмен, мораш сите овие вежби да ги инкорпорираш во еден тренинг. Се вика AMRAP, As Much Reps As Possible, ова е кратенка, од 15 минути, што значи вежбата трае 15 минути, си взимате штоперица, си пуштате 15 минути, од 0 до 15 да стигне саат. Кога ќе комплетирате 10-10-10-10, имаме еден сет. Кога ќе заврши еден сет, а 15 минути не истекле, се враќаме од почеток. Почнуваме пак 10-10-10-10. Не сте завршиле втор сет, не истекле 15 минути, се враќаме на трет сет. И така натаму, as many repetitions as possible во 15 минути. Тие што сте помалку спремни, ќе направите сет, 2, 3, секој со своите способности, сте живи и здрави. Секој джентлмен што се грижи за себе и своето здравје, секое утро треба да ги прави овие вежби. Жере, кога сите би го практикувале ова што ти го понуди сега во мојата школа за джентлмени, мислам дека, ете, светот и барем ова наше Скопје тука ќе стане подобро место за живење, па и цела Македонија да кажем. Што мислиш, еве, според тебе, колку македонските мажи обрнуваат внимание на себе си? Колку имаат рутина за вежбање? А не само македонските и мажите насекаде во светот, барем во последно време, фала на Господ, тоа станува и тренд, но сепак е недоволно. Има некои чудни статистики во Америка, 70% од луѓето и плюс се обис, нели, да. Overweight, прекомерна килажа имаат. Кога мислевме со коронава ќе добиме шамар сите во лице и ќе почнеме да внимаваме на здравјето и на вишок од килограм, сепак не се случи тоа. И ми е жал, иако мислев дека ќе биде индикација. Но еве, тоа е, се трудиме, тоа е мојата животна цел, да ги подобруваме нели луѓето, како што викаме кај нас до сала, вежбаме за здравје, не за тело, телото доаѓа бонус. Жере, терминот кросфит, тоа не е стандардна теретана, значи не е дигање само на тегови, не е само фитнес, него е нешто чудно. Кросфит, валјда, ти знаеш повеќе да кажеш за тоа, ајде те молам малце да ни појасниш и нас и на нашите гледачи. Кросфит е една убаво спакувана приказна, не дека овие движења не постоеле порано, меѓутоа основачот на кросфит, Грег Гласман, ги преку 20 годишно истражување ги има имплементирано овие движења и го има дефинирано фитнесот за прв пат со дефиниција. Кросфитот по дефиниција е функционални, односно константна варијација на функционални движења извршени под висок интензитет. Се ова малце ви звучи као чудно што кажа дечко, го научил на памет дефиниција. Константна варијација, значи константно варираат движењата. Секој тренинг е различен. Еве ти можеш сам да посведочиш, никогаш не се повторува. Функционални движења се движења извршени со 2 или повеќе зглобови и висок интензитет е тука е многу релативна оваа работа. Твојот висок интензитет и мојот висок интензитет не се исти, нели? Да. Луѓе стално ќе ме прашуваат, нели е тоа многу интензивно, тоа кросфит, нели се повраќало таму? Да, ама што е висок интензитет за тебе, не е за мене. Затоа е една многу убава метода и методологија на вежбање, бидејќи е прилагодлива кон секого без разлика на возраст, пол или физичка подготвеност. За некого 100 чучњеви во 2 минути се малку, за некој се незамислива задача, за некој 5 минути, така не ме разбираш што сакам да ти кажам. Знаеш ли, еве, да се опуштиш, пример, после напорен ден, цел ден држиш тренинзи и така натаму, со луѓе си, истрошен си психички, знаеш ли да се опуштиш со добар пијалак дома кога ќе си отидеш? Искрено не пијам. Како се опушташ? Па после долгиот ден доволно ми е да јадам и да си поседам малце, да си поќутам, да не зборам со никој, зашто цел ден, ја што да правам, жаре ова, ти за тоа и главата 300 на саат. Може да си поќутам 10 минути, да си почепкам телефон, цел ден не сум правил ништо, буквално баш ни да ми зборат, ни да зборат. Види, нивото на развиен однос помеѓу двајца луѓе е кога знаат доволно да си одмолчат заедно. Значи, тогаш е големината на луѓето и во врската, точно така. Кога ќе ќутиме нема да биде awkward, непријатна тоа е тишина, кај се што требаше да кажам, но баш Баш така. Ти поќути си, јас малце, све си поќутиме заедно. Нема никаков проблем, само малце да пуштам главата, како што. Морам да го пофалам твојот стил. Значи, имаш еден интересен микс барем во моментов.
джентлменско хипстерски стил на мешавина на стилови, експериментален, што навистина е за пофалба. Ти се чувствуваш како джентлмен, се чувствуваш како хипстер во животот. Види, реално 6-7 дена неделата сум у тренерки облечен. Така. Да, така те гледам нонстоп, вака те гледам прв пат. Да, тој се изненади малку. И многу сакам си за најмала прилика да се дотерам. Така. Ме зезаат секогаш што си облекол капутов сега, кај тргнат идеме на кафе у град, да ми што. Луѓе, остајте ме, викам, се тренерки сум. Да. Понеделник до сабота, да ми е кеф да се дотерам. Така да хипстерски па не баш искрено. А джентлменски да, сакам да се дотерам, која е пригода да носам сако, се радувам, што ретки ми се такви животот, често сум во сала, таму баш не е тоа прикладен environment за тој тип на облека. Така да, еве, джентлменски да речам, во моментите кога ми е тоа дозволено или Да. кога ми е приликата пружена. И да си уживаш во тоа, затоа што Да. супер ти стои. Да. Кажи ми, морам да признам исто така дека негуваш супер стил со брадата. Тоа без разлика на... Дали си долго време со брада или знаеш да избричиш малце? Или го ја имаш онаа фобија? Не без брада никако. 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 Без брада, никако. Колку време Не си сум со брада? избричал по 2015 може би. Не памтам. Вака кod тебе ми била најкратка од... не знам, на двојка е брадата, тоа Да, е малце подолга, на двојка така ми е нешто. од четврта средно, а веќе имам 30 години, така 12 години не сум ја добил и не ни планирам, искрено. Барали Зошто да не? жртва средувањето? Па не, на секој 10 дена си закажувам кај берберот што ми е средува и брадата и косата. Сам чепкање никако. Не, немам допрено. Ти Да. викам од втора, трета средно, кога сум ја со двојка сум ја пројал, од кога ми е вака поголема и бара стилување, исклучително на бербер. Индијанците знаат да кажат дека тетоважите се нешто што кога ќе го видам ме носи некаде во друг свет, нешто од кое што црпам инспирација, не е само моден аксесоар. Ти гледам дека имаш многу тетоважи. Каков е твојот пристап кон тоа? Некоја комбинација. Не ме носат никаде, Аха. али од мотивационен карактер имам изреки по телото, неколку зборче имам некое, например ова тука, обсе стално да ме потсеќа, значи да не врдам, бидам Така. опседнат со тоа што сакам да го правам, зашто тоа носи успех, нели? Али голем дел се видеови костури ништо не ми значат. Така, дато ми гледам нешто. Датуми ти ја значат. Да, тоа си значи сигурно. Ова ми е Али- лото комбинација. Идам да уплатам за Пиното, да, пиното од телефонот, да. Али не, ова ми е бурмата, ова ми е датумот на свадбата со жена ми што правевме, костуров ништо не ми значи, ластовица ништо, едноставно добро стојат. Така. Имам цветови, ми се свиѓа како изгледа на телото и затоа и тоа решив нареднава ракава лева не ми е допрена освен датумов. Малку да ставам работи што повеќе ми значи. Тоа ми е промена околу тоа животно. А кажи ми, што мислиш за негувањето на добри навики? Дали кај нас луѓето ги применуваат или некако не баш? Мислам дека не, далеку сме. Далеку и жално е тоа што е така. На сам семафор може да приметите дека кога една стотинка е зелено пуштено, четворица Тоа е, више да. свират, да. Тоа почне од тука, зашто да ма фрламе нервозата на другиот, нема потребно. Али види тука треба да се продлабочите малку повеќе од тоа. Се почнува од awareness, нели, колку сме ние свесни Да, за да, тоа. да. И секој тука, за да се грижиме за другите, мораме да почнеме од себе. Е точно. Колку сум јас свесен за и другите. Тоа не може туку така. Тоа бара малце намерно да се трудиш тоа, како што реков, свест, да мислиш свесно на тоа, да не ти доправи онака на аутопилот, знаеш. Сообраќај, возиш кога возиш на аутопилот се ставаш. Да, Реално дефинитивно. тука никој не размислува, едноставно У знам телефонот каде си одам, возиш, да. па се трудам да не. Не, во принцип зборувам Луѓе, генерално, да. Да. Тоа е да не правам муавет за тоа, али оттргни од таму си на аутопилот. За други работи мора малце свесно да размислуваш за тоа. Сега ја ми иде некад брзам да му свирам, а не. Да, полеко. Се повлекувам свесно и тука знаеш сам се повлекуваш рака. Сега колку луѓето овака размислуваат и мислат на овој начин, мислам дека е застрашувачки низок процентот, што не е воопште добро. Така да те одговорам на прашањето, мислам дека не се негува она другите пред мене, пред Така. себе да ги ставам и тоа мислам дека не. Види, за ти другите да ги сакаш повеќе од себе, треба да се сакаш себе си многу повеќе од другите. Мислам, Точно, тоа е малку точно. така звучи парадоксално, но тоа е тоа. А јас секогаш викам дека една нација ќе сватиш колку е џентлменска по свирката. Да сега скоро бев во Нови Сад, па 4 дена не слушнав свирење. Да. Се е мирно, се е тивко, се е супер. Точно. Исто ја во Амстердам кога бе пред корона,
тогаш ми беше девојка, сега жена, гледаме прво заедничко патување ни беше. И баш на семафор се пушта зелено, прва кола се успал на телефонов. И трга една, вториот не и позади него четворица седат. Викам, види човече, никој не свирнал. Да. Тоа не знам дали им е до закониве што им се дозволено да работи. Не, па сега, да, тоа не се знае. Нешто има, знаеш. Нешто има и тоа супер си функционира. Али и на запад, цела на страна, кај дом културата е таква, не свират, значи чисто е по улиците и од тоа може многу да се види и стално викам зашто 20% не е вака кај нас, али Види, јас за тоа викам, ние емисија пред се што ја правиме и таа школа за џентлмени што ја почнавме тука е само заради тоа затоа што во нашата држава џентлменството е вид на изумирање и ние правиме се за да го вратиме тоа, да вратиме. Значи сите викаат леле едно време порано на времето, па тај тоа на времето да го ставиме да биде сега, затоа и го правиме ова што го правиме. За крај за да не те држам би сакал да те прашам што мислиш и кога е подобро да се вежба, дали наутро или навечер? Кога препорачуваш? Тоа е многу индивидуална работа, зависно од врските на луѓето што си ги имаат. Меѓутоа, за здравје и здрав памет и најсвеж да отидеш, мислам дека тоа е најубаво да го направиш од сабајле. Сега нормално кој го имате луксус во животот, сите нели имаат деца, немаат, сите се различни обврски во живот. Сега доколку би било идеално, тоа е да се направи сабајле. Станеш, да јадеш, кафе, се средуваш, саат време да помине, нели, да се разбуди телото, тргаш, вежбаш, па тргнуваш со обврските во ден. Да. Сега луѓе ќе кажат, да, ама ја работам во 8. Кај нас има Так. и во 7. Да, нема проблем, повелете. Имам и во 6 вежбаат, Так. значи не е проблем. Сите опции се отворени, така да нема изговор, па ќе кажам све е до нас, до свеста колку сакаме да се подобриме или да го направиме. И ќе ми кажеш, не беше за крај, што едно имам за крај, кажи ми имаш ли нешто што те води во животот, двигател, мисла што си ја слушнал, нешто што си прочитал, некоја филозофија, нешто? Најтажната работа во животот е потрошен талент. И многу луѓе се ослануваат на тоа. Ја талентиран сум, не. Кога мислам на тоа е најпотрошен потенцијал, не талент. Јасно. Потенцијал значи дека мора да се негува, да се работи на тоа секојдневно, свесно, цело време да се учи, чита ден за ден. Нели преска ти кажав една работа пред емисијата. Джери Сайнфелд шема. Да. Секој ден. Don't break the chain. Човекот имал цел секој ден да напише по една шега. Колку и да е добра, лоша, долга, кратка, не е битно. Don't break the chain. Секој ден ланецот да остане интакт. Значи еден ден, друг ден, трет, четврт, пет. Константност. На крајот на денот се е тоа, консистентност. И еве за благодарение на таа негова навика, човекот е еден од најуспешните комичари во историјата на светот. Да. Така да потенцијал потрошен е најтажната работа во светот и да што не се негува, што се заборава. Едноставно тоа не сакам да ми се случи на мене. И тоа е мислата и двигателот кој ме движи. Затоа биди џентлмени, негови добри навики. Фала ти што ми беше гостин, Жере. Се гледаме со Мајлево, сала. Се гледаме утре, чао. Видовме и слушнавме што се треба да прават луѓето кои сакаат да негуваат добри навики, да се грижат за своето здравје и да останат џентлмени. Вистинските спортисти нормално тоа го прават по дефолт и тоа им е работа. А сега ќе ве однесам и ќе зборуваме со еден човек кој што го прави ова, се грижи за спортот, е спортист, но во суштина и не е спортист. Ајде да видиме со кого ќе разговараме. On a passé un jour ensemble, je veux plus que ça. Et tout le week-end, tu t'en es pris à moi. On avait tard à essayer de se parler. Спортиста, а не е спортиста, многу е поврзан со спортот, но за тоа малку потоа. Знаеме дека фудбалот е една од најзастапените работи на телевизиските екрани, нешто за кое што најмногу се зборува, па дури викаат дека доколку Бог би бил жив и би бил на земјата, сигурно би бил фудбалер. Фудбалерите се џентлмени таму долу на теренот, а луѓето кои што пренесуваат за фудбалерите, тоест нивните портпароли, се уште поголеми мангупи од нив, можам да кажам. Така и кај нас ние си имаме еден наш портпарол на Фудбалската федерација на Македонија, човек кој што важи за вистински шармер помеѓу дамите. Злате, како си? Жаре, добро те најдов. Добре и ми дојде. Благодарам на прашањето. Драго ми што сум во Gentleman магазин.
Ете, сам спомна Джентлмен магазин, ќе те прашам за почеток, што за тебе представува поимот джентлмен? Да се биде джентлмен најпрви не е чест. Затоа што честа ја доделуваат другите, а не самиот на себе. Точно. Джентлмен е и карактер, и учтивост. Джентлмен е и да го почитуваш редот, да кажеш извини, да споделиш благодарам. Джентлмен не значи дека си совршен, напротив, ама тргнуваш од работите кои ти се тебе битни, важни. Тоа се однесува и на принципите на работа и на секојдневните постапки. Джентлмен е да прифатиш победа, да се израдуваш на победа, но и да признаеш пораз. Джентлмен е веројатно да бидеш разумен во разговорот со саканите, со најблиските, со пријателите, со обичните луѓе. Джентлмен не значи ароганција, затоа што арогантните луѓе својот статус го добиваат најчесто од другите, а джентлменот не треба да се грижи за својот статус. И на крајот, джентлмен е да си го почитуваш карактерот кој што го имаш, да се стремиш да бидеш подобар, поучтив и сите тие работи кои едноставно носат такви вредности. Па дами и господа, се надевам дека запишавте нешто од ова што го кажа Злате, затоа што навистина си го спремил ова, си го направил тата мата и тоа е тоа. Се сложувам со тоа во целост, од прв до последен збор. Работиш и секојдневно си во комуникација, нели, со фудбалери. Ги учиш ли на овие работи? Прифаќаат ли совет или не прифаќаат совет? Во суштина, ние работиме за фудбалерите. Не само од репрезентацијата на Македонија, а репрезентацијата во последните неколку години е во фокусот на вниманието благодарение на статусот кој сами си го обезбедија во нашето општество. Да бидат еден вид спортски, но и херои на државата. Затоа што играа на Европско првенство, се изборија за бараж за пласма на Светско првенство. Меѓутоа, нашата комуникација не е толку динамична или честа, затоа што најчесто или најголемиот дел од нив играат во странство и речи си цела година се надвор од нашата држава, доаѓаат тука на официјалните собири на репрезентациите и тука се 2 до 3 дена целосно фокусирани на преорот, но тие се многу воспитани луѓе, момци, голем дел фамилиарни со деца и се разбира дека и се однесуваат на тој начин, бидејќи на крајот од денот на најблиските, на најмилите сакаш да им го пренесеш тоа. И токму тоа е впечатокот кој јас сум го добил за тие момци од репрезентацијата и се разбира дека тие вредности ги споделуваме. Има исклучоци, се разбира, кај сите од нас, меѓутоа се трудиме да бидеме на начин на кој што сакаме јавноста да го препознае тоа, дека се вистински спортисти, дека да имаат талент, меѓутоа со многу труд се избориле за тоа место на кое што се денеска и на тој начин предпоставувам дека ќе се однесуваат и во иднина за добро на сите. Фала Богу. Сретна за тебе една статија, прочитав интересен наслов, вика дека од кога Злате се појави во спортскиот свет, интересот кај жените многу повеќе се зголеми за тоа, токму за спортот. Што мисли за ова? Не мислам дека е така. Не мислам дека е така. Од оваа гледна точка помина многу време од кога се појавив на вести од спортот на неколку државни телевизии, ама тоа е затоа што ја сакав таа работа, затоа што спортот ми е еден вид страст, а кога работата носи страст, тоа е сосема поинаква енергија. И не знам, драго ми е ако е така, ама ете, тоа е печатокот кој некогаш не можеме да избегаме. Па да, баш така. Од спортски ТВ водител се префрли да бидеш портпарол на ФФМ. Што беше пресудно за ова и во која кожа се чувствуваш победно?
Во водителството, во новинарството како Мирно море, во улогата во Фудбалската федерација на Македонија како море од страсти, се си има свој предизвик. Прво се радувам затоа што тука ги живееме најголемите успеси фудбалски. Знаеме 2 децении, па и повеќе низ се што мина македонскиот фудбал и какви се епитети се лепеа и за оваа куќа и за фудбалот во Македонија воопшто, ама водителството и магазин емисиите некако ми недостасуваат, ако размислам и подобро, и се надевам дека многу од работите и во нашата телевизиска јавност ќе стане многу подобра, ќе се работат на многу, не знам, емисии кои што би ги продуцирале нашите куќи и кои што би привлекле внимание, затоа што рака на срце се бројат на прсти квалитетните производи кои што ги имаме сега, во овој момент, што не е случај со обкружувањето, да не идеме подалеку, ама Боже мој, реалноста сега е таа, ја прифаќаме и ништо друго освен да се надеваме дека можеме некогаш ќе се смени нешто на подобро. Што е тука е. Се надеваме, еве ние се трудиме да правиме добар производ. Да. Пак ќе повторам, работиме емисија за еден вид на изумирање за џентлменството, кое што се надеваме дека ќе го правиме од инфузии, ќе го дигнеме на нозе. Но за тоа потоа ќе зборуваме за неколку години што сме направиле. Што мислиш за кој успех во твојата професионална кариера сметаш дека е најголем? Тоа што го работам, тоа што го сакам. Тоа што ми предизвикува трема кога ќе дојдам на работа. Трема кога ќе застанам пред камера. Тоа што бев дел од македонскиот национален тим кој што се пласираше на бараж за европско, односно за светско првенство. Тоа што си обкружен со луѓе кои знаат како да дојдат до таа цел, а тоа да биде на начин за да им се исплати трудот, а не на подмолен или на поинаков начин. И веројатно тоа е причината поради која што се уште сум тука и знаете како велат, природно е после неколку години да менувате па дури и професии, ама среќен сум што сум дел од оваа куќа и дел од овие успеси кои што ги живееме сите ние, затоа што успехот на македонската фудбалска репрезентација не е само на ФФМ или на репрезентацијата. Да, тие се најзаслужните, меѓутоа тоа е на цела држава. Знаете, ако сите нас еден надпревар не обединува на тој начин како што тоа го доживеавме против Исланд, на пример, Да. на последниот на националната арена, тоа значи дека сме успеале и тоа е насоката по која треба да се движиме и во иднина. Точно тој пласман за европското првенство предизвика многу реакции, бурни реакции, па дури и на политичката сцена. Тоа се многу притисоци и за тебе како портпарол и за фудбалерите. Како се сносите со тие притисоци? Па, имаме чувство дека понекогаш, знаете, живееме во невозможно општество. Со навидум многу различни погледи на многу сфери. Ама на крајот од денот, кога ќе сватите дека сите тие навивачи, и македонци, и албанци, и турци, и од сите политички партии доаѓаат за да го бодрат и Барди, и Елмас, и Столе Димитриевски, и Стефан Ристовски, и сите останати во тимот, дури и за помладите возрастни македонски репрезентации, тогаш си велиш дека тоа е тоа. Да. Ако нашата држава функционира на начинот на кој што работи и ФФМ, меѓутоа и се поставени работите во репрезентацијата, ќе имаме подобро утро. И ние од тоа не бегаме. Тоа е начинот кој што донел успех и треба само да го продолжиме, ништо повеќе, ништо помалку. Да, добро кажам. Се надевам дека ќе слушнат и тие што треба да слушнат. Што мислиш, дали ќе стигнеме и до најголемиот мондијал фудбалски, Не до знам светско? што мислите ви. Јас искрено се надевам. Како сме тргнати, искрено се надевам дека ќе стигнеме и до таму. Ете, за тоа зборуваме. Луѓето се надеваат. Да. Се надеваат дека можеме да ја победиме Италија во Палермо. Италија која што е европски првак, која што има стотици звезди на своја почва. Ние сме 2 милиони
народ, Така е. исто толку селектори, ама репрезентацијата е сплотена, верува во својот квалитет, веруваат и тие дека можат да се надигруваат со Италија, веруваат дека можат да дојдат до последната фаза од настап на светско првенство. Македонија е во 20 најдобри репрезентации во Европа во овој момент, затоа што тоа се репрезентациите кои ќе играат во бараш или се пласирани на светското првенство и летвичката е крената барем за нас многу високо. Дај Боже да поминеме како што треба, да бидеме здрави до 24 март дуелот со Италија, па Боже мој, што биде. Затоа ти кажам, се надевам и јас, се надева и целата наша јавност, затоа што ние многу знаеме да изненадиме. Еднаш порано еден писател има напишано кога се раѓа македонец се испукува куршум. И кога тогаш македонецот ќе се сретне со тој куршум. Тоа кажува многу, знаеш, ние сме некогаш спремни да умреме за тоа што го сакаме, а репрезентацијата македонска моментално го покажува тоа. Така да се надевам дека ќе продолжат со тој дух и па ете ќе стигнеме и до светско. Што знаеш, може да ќе видиме и во првите 3 најдобри. Види, ќе испукаме куршум. Секако. Ќе ја погодиме целта па што биде. Да. Мора, тоа нема друго. Еден наш селектор во минатото секогаш велеше, па дури кога игравме против топ европски репрезентации, на секоја пресконференција велеше тие 11, ние 11. Да, па Па тоа што е. биде? Така, сите сме луѓе, разбираш. Некои се појаги, некои послаби. Приватно за тебе малку и кажав ја и преска, си спортиста, ама и не и спортиста, во смисла си со доброволни спортисти. Далеко сум јас жаре од го работиш спортист. тоа, знаеш. Но еве и неофицијално ми кажа преска неформално дека трчаш, влюбени си во трчањето. Да, Трчаш да, маратони, да. полумаратони. Да. Последната година сум епизодист, ама трчав полумаратони. Ја ослободува, трчањето ја ослободува таа негативна енергија Да, и нема ништо дефинитивно. поубаво од почеток на денот со, не знам, 10 километри истрчани, а тоа е само 1 час во денот. Секој го има и може да го најде тоа време. И потоа се ти оди од рак. И работа, и разговор со пријателите, и разговор со најблиските. И едноставно се ослободуваш. И тоа е навика која што спонтано ја земавме условно тука во федерацијата, заедно со неколку колеги, ја практикуваме и ќе трае затоа што навистина те ослободува и ти дава енергија. Трчате заедно сите? Трчаме неколку и души? заедно, трчаме и индивидуално, трчаме и низ регионалните центри и градови тука на Балканот, не знам, Загреб, Љубљана, Белград, Грција. Браво. Ама во последната година, пак ќе кажам, епизодист, се надевам дека многу брзо ќе ми се врати таа жари страсти за трките да подобриш време, една минута, Да. десетина секунди. Тоа значи за тие што трчат, ама на крај се сведува на здрава навика која што навистина те прави среќен, радосен и Па ти имено дава ветер во грб, во тоа е и буквална џентлменски. смисла на Тоа е и зборот. џентлменски да се Да. надпреваруваш сам со себе си, нели? Таа една минута многу значи и многу ќе ти помогне и понатаму. Супер се снаоѓаш во овие улоги, можеме да кажеме. Како се снаоѓаш во улогата на семеен човек и на татко, сопруг? Во брак долги години, едно детенце, Мате, има 8 години, трето одделение. Со сопругата, со подеднаква страст го живееме животот сведен на Мате, ама различно реагираме на било кој негов начин од однесувањето. Боже мој, се надевам дека сум пример за да биде добар и воспитан човек во иднина. Нека има здрави. Така. Да. Супер. Продолжи да го правиш тоа, нели? Кога им даваме на другите сме најголеми џентлмени што можеме да бидеме. Кога се смени бојата на дресот на ФФМ, ти беше еден од главните кои што беше на тапет ставени, да, беше мета на напади. Како се справи со тие притисоци? Што се случуваше? Тешко ли е тоа? Како оди тоа? Джентлменството е да се извинеш и со чоколада, например. Да. Се извинивме. Јавноста реагираше бурно
бордо дресот на македонската репрезентација со кој требаше да настапи тимот на Европското првенство. ФФМ имаше намера да промовира боја на дрес која што сите европски клубови го следат чекорот да бидат поразлични од бојата која што им е традиционална. И беше несреќен случај изборот на бордо боја на дресот на македонската репрезентација. Немавме никаков проблем со символиката која што беше представена на дресот, тоа е балканскиот рис, затоа што знаеме што се представува рисот кој имаме и на монетите на македонскиот денар. Тоа беше несреќен избор. Фудбалската федерација на Македонија доблесно го призна тоа, ја призна грешката и се сведе на тоа фудбалот се игра за навивачите, за фановите, доколку изборот на навивачите е дресот со македонско сонце. Во ред, ние ќе го почитуваме тоа како што беше и сега сме во еден вид подготовка на нов дрес на македонската репрезентација, која што веројатно повторно би бил со символиката која што ја има и овој актуелниот дрес на Македонија, тоа е сонцето како нешто што можеби и носи среќа. Пред крај морам да спомнам дека се видовме јас и ти сега скоро на доделата на наградите на Маш на годината. Да, ти беше тука затоа што не можеше Муамед Седини да дојде, се извинувам точно. И морам да кажам дека имаше интересен говор кој што мене ми остави впечаток на вистина. Со само сакам да апелирам до продуцентите на мојата емисија и на организацијата Маш на годината дека имаме еден потенцијален кандидат уште од сега за година. Тоа не е лош избор. Да, така да се надевам ќе се видиме уште еднаш година таму. Ти благодарам што извои време и што беше дел од Gentleman магазин, продолжи да го правиш тоа што го правиш, негови добри навики. Едуцирај ги нашите репрезентативци и едуцирај си го синчето дома да биде подобар човек во ова едно време, не време сега. Да, и благодарам на поканата, ми беше и драго и чест што сум дел од Gentleman магазинот. Ве следам, навистина во ова време, не време, па и кога е во прашање и вашата и нашата работа, се сведува на да знаете да се турне нешто, ама кај вас не е така и продолжите да го правите тоа, ќе ве следам со драго срце. Ти благодарам. Беше драго.